Пропаганда, лажна вест, маркетинг, хибриден напад, јавни односи, односи со јавност. Многу зборови за еден збор. Дезинформација, извртена вест, лага која има за цел да ве излаже. Тоа е целта. Но останете до крај, додека го отплетуваме гордиевиот јазол и го бараме крајот на зајачката дупка, наречена дезинформација. Може? Може, да. Ајде. На почетокот беше зборот, ќе рече Библијата. Ако веруваме на ова, тогаш веднаш после зборот следи и дезинформацијата. Нивната историја е врзана, ако не е и заврзана, со појавата на јазикот, можеби човекот, ако не па и мајмунот. Но, што точно е дезинформација? Дезинформација во суштина е лажна информација која што се пласира намерно со цел да предизвика некаква корист, штета или да служи на некаков наратив. Во последно време под дезинформации се подразбираат намерно неточни, лажни информации кои имаат одредена цел. Меѓутоа, тој тип на дезинформации не се нова работа. Порано ги викавме пропаганда, претходно ги вика вистини. Независно дали се прави од малициозни причини или се прави случајно, сите овие форми на комуникација, условно кажано, служат да ја обманат јавност или да представат определена состојба, така како што всушност не е. Информациите обично сакаат само да пренесат нешто што се случило, додека дезинформациите веќе сакаат да ја свртат сликата во една друга насока. Разбирам. Сега, со оглед на моево разбирање, кој, освен мојот комшија, баба Ленка и Пепи од мало, кој друг би можел да шири дезинформации? Па може скоро секој општествен актер да ги создава, тоа е денеска полесно од кога било. Од владата преку опозицијата до големите компании, до големите корпорации и до најситните, како да кажам, атоми на општеството и самите луѓе. Значи, дезинформациите се карактеристика на сите. Да, ги создават и владите, ги создават и политички партии, разноразни интересовни групи кои може да постојат во општеството. Меѓутоа, никогаш не се без адекватна логистичка позадина и финансиска поддршка. Тоа се големи тимови кои што многу добро знаат како да ја формулираат таа дезинформација за да помине полесно низ јавност. Дури се создаваат и оние професионални центри на луѓе кои по цел ден тоа го работат. Мислам дека тоа е веќе една појава која се проучува за социјалните мрежи можеби во последните 15-20 години, меѓутоа општо во комуникацијската сфера можеби подолго од 50 години, веројатно од Маршал Маклуан па навако се обзервира овој феномен. Добро, но со каква цел? Од која причина некој, освен моите малци, би сакал да ме наведе мене да мислам нешто поинаку од ова што го мислам сега? Освен ако ова што го мислам сега не е плод на дезинформација, а јас всушност треба да мислам нешто друго. Повелете. Целите се многу различни, некојаш се чисто од финансиска природа. Знаете, колку кликања, нели, толку повеќе пари. Кога кликот е пари, се вели дезинформацијата е огромен пазар. Некои дезинформации имаат цел нешто да нападнат или нешто да искритикуваат или да предизвикаат некоја штета или корист. Да се дискредитира некој идеолошки систем на верувања, да се промовира друг. Обично тоа се актери чии што интереси зависат од јавното мислење. И тие всушност
преку дезинформации влијаат на јавното мислење. Тоа го прават политичарите. Сите мислам дека и се обучени и се учени тоа да го прават, за да дискредитираат некоја друга идеологија, а да ја промовираат својата. Така да тоа може нели да биде секако освојување на власта, како прво што сме го гледале многу во историјата на демократското владење и функционирање на државите, секогаш постоеле такви дезинформации кои се користат за добивање на власт. Целта е да се создаде забуна, малку хаос во општеството, да се доведе до тензии и до поделби кои што гледаме исто така и дека не се случуваат. Добро, ова малку звучи како теорија на заговор. Мислам, можете ли да ми дадете пример, на пример? Јас можам да ви дадам пример. Моабетот дека Перо му го украл точакот на Боро е тотална дезинформација и тоа ќе го докаже истрагата. Сега, имате ли вие пример како овој пример? Првата пишана случка од тој тип се однесува на пропагандната војна што Октавијан ја водел против Марко Антонije. Покренал цела пропагандна војна, дури издавал парички со како твитови сега, со кратки тврдења дека Марко Антонио ги изневерил римските вредности како што е верност. Цел Рим ќе остане во рацете на египетската кралица и нејзиниот син. И така натаму и го убедил сенатот да прогласи војна на Клеопатра и знаеме како тоа заврши, ако не поинаку по филмовите. Интересна е перцепцијата на нашите сограѓани за ковидот и вакцините како една глобална лажна вест. Во истражувањето споменато на Институтот за комуникацијски студии, високи 39% имаат одговорено дека смета дека вакцините и ковид како вирус се лажна вест измислена од ЕУ за да ги контролираат. Најноторен случај е случајот Вејкфилд, така, каде што еден доктор објави дека одредени вакцини предизвикуваат аутизам, што 5 независни институции потоа во Европа и во Соединените Американски држави го проверија и се докаже дека апсолутно на ниеден начин не постои релација помеѓу феномените, за на крај да се открие дека истиот тој доктор развивал вакцина за конкурентски производител и да му биде одземена лиценцата. Меѓутоа, она што се случи е дека почна цел тој да речам процес да се одвива. За војната во Украина не сакам ни да зборувам, секоја втора вест од било која страна која се јавува е лажна. Добро, при војна секогаш вистината страда прва, тоа не е нешто што е ново. QAnon е теорија на заговор која излезе во последните околу председателството на Доналд Трамп во Америка, која во најкратки црти заговара тоа дека постои некоја скриена елита, кабала на луѓе кои владеат со сите влади на светот, со сите глобални институции и најмногу сакаат да се хранат со адренохром, тоест со хормони од деца. Значи, благо кажано, ние сме во матриксот. Не замајува кој ќе стигне. Има ли некој чаре? Ако се укинат владите, државиве нема да функционираат релативно. Ако се укинат PR агенции, никој нема да знае која улица се асфалтирала. Не знам, има ли некој решение? Што можеме да направиме за да се намали ширењето на дезинформации? Што? Што треба да направиме? Да му се јавиме на Киану Ривз? Транспарентноста е многу битна, особено по процеси кои се контраверзни. Јас мислам дека имаме неколку медиуми кои што се трудат да бидат објективни и независни и го прават тоа и ги истражуваат проблемите во државата на отворен начин. Меѓутоа наоѓаат затворени врати, доколку тој број на медиуми и тој притисок од јавноста се зголеми, мислам дека и транспарентноста ќе се подобри. Кога еднаш ќе се окриеш едно нешто, потоа ретко ти веруваат за нешто друго, односно синдром на детето што викало волк. Тоа е тоа. Немам некои очекувања од самите институции или од приватниот сектор дека ќе бидат многу потранспарентни, дека тоа би ја помогнало борбата во ширење против дезинформациите. Меѓутоа, иако ќе звучам како клише, мислам дека многу повеќе треба да се посвети внимание на градење на критичко размислување кај младите во самиот формален образовен систем. Што се однесува до
до едуцираната јавност, мислам дека тука е важна прво основната писменост, основното образование, а потоа и медиумската писменост. Интересен е финскиот пример за гледање, а можеби и за спроведување тука. Тие уште од најрана возраст на своите ученици во основни и средни школи им држат убоки како да препознаат лажни вести, како да препознаат ботови, организирани напади, како да препознаат релевантни од нерелевантни информации, сајтови. Мораме да предадеме методологија како критички да се преиспитуваат информации. Меѓутоа, медиумската писменост не може без критичкото обмислување и обратно. Тие две се една дијада која мора да постои заедно, со цел да даде некаков ефект за каква таква борба против лажни вести, кликбейт и така натаму. Не е процес кој е лесен и не е процес кој... Извинете. Киану Ривз. Темата дезинформации воопшто не е исцрпена. Дали ова што го слушнавте беа информации или дезинформации? Вистина или лага? Вистина или предизвик? Ќе дознаеме во следната епизода.